Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на ТВ Ординација. Вечерашен мој гостин е струмичанката Кети Филчева. Кети, добре дојде за прв пат во ТВ Ординација. Се надевам нема да и последен. Добро ве најдов и ви благодарам за поканата. Така, Кети Филчева, не знам колку струмичани, но еве и регионот, бидејќи сме сепак регионална телевизија. Кети Филчева е жена од Струмица и боледувала од карцином на дојка. Во пресред на 4 февруари, денот кога светот го празнува денот за борбата против карциномот на дојката, воопшто светски ден, да, за сите видови на рак. Така. Но овој пат решивме да не носиме онколози, специјалисти, лекари кои што ќе зборуваме за ракот на дојката. Ве поканевме вам како жена со искуство, жена која што низ годините наназад ја имала таа борба. Вака, најпрво би ве запрашала како вие денеска се чувствувате? Како да не сум болна. Така. Значи, потполно здрава, така се чувствувам, така живеам, квалитетен живот и се тоа што не беше добро зад мене. Така. Како што напоменав и пред малку, значи целта на оваа емисија денеска и вашата покана овдека во ТВ Ординација е токму да ги приближиме првите симптоми, искуството, борбата, емоционалната стабилност на личноста која што веќе се соочува или пак ќе се соочи, да кажеме, со еве било каков карцином, конкретно во карциномот на дојката. Да. Јас прво се надевам дека со ова моје денешно гостување ќе помогнам барем една жена после тоа да реши да си го направи својот прв преглед или својата контрола уште утре. Ќе бидам срекна за тоа и затоа ја прифатив оваа покана, за да го споделам моето искуство со сите оние што ќе не слушат и ќе не гледат оваа вечер. Така, на светски рамки 90% од карциномот на дојката ги напаѓа жените, но имаме и карцином кој што ги напаѓа мажите. Еве, кажете не, бидејќи во тие 90% на светски рамки сте и токму и вие, кажете ми кои се оние први симптоми кои што ги почувствувавте вие? Значи, јас, еве моето искуство ќе го кажам, при еден самопреглед напипав грудка во мојата града. Не чекав воопшто, туку уште утредента отидов на преглед, каде што се утврди дека се работи за фиброаденом. Значи, не беше опасно, ми рекоа да го контролирам секој 6 месеци. Одев на контроли, на секој 6 месеци, правев и мамограф во Штип, бидејќи во тоа време во Струмица немавме се уште мамограф. Правев и биопсија во Штип. Значи, тие контроли отприлика трае од околу 2 години и по последната контрола се утврди дека фиброаденомот се зголемил. Правев биопсија. Тогаш доаѓаше доктор Зографски во Струмица, еднаш во месецот, во сабота беше. Правев биопсија повторно и повторно наудот беше фиброаденом. Меѓутоа, кога ми го кажа наудот, докторот ми препорача да го извадам затоа што расте и затоа што имам 50 години и постои опасност да премине во нешто друго. Ми кажа и дека ситуацијата не е алармантна, да не морам да брзам. Меѓутоа, јас брзо реагирав, закажав операција тука во Струмица, на хирургија и во тој момент многу сум му благодарна на Господ, зошто така реагирав брзо, бидејќи тоа после се покажа дека е одлучувачко. Направив операција тука, го извадија фиброаденомот и чекав резултати. Меѓутоа бев спокојна, бидејќи бев сигурна дека и овој науд ќе потврди дека се работи за фиброаденом. Помина околу 1 месец, ме викна во нашата болница и доктор Данчев и доктор Јане Арников ме седнаа и ми ги кажаа резултатите.
ми ги кажаа многу професионално и многу човечно. Ми кажаа дека се работи за карцином, дека не е фиброаденом, туку дека се работи за карцином. Нема да го заборавам тој момент, мислам и дека никој што сме поминале низ оваа болест, тој момент е страшен. Значи, многу чувства се преплетуваат во нас. Од шок, страв, неверување, паника. Меѓутоа, како што минуваше времето, слободно можам да кажам и минутите, се повеќе почнав да го прифаќам тоа сознание, дека, еве, јас имам карцином. Се смирив, значи тоа беше од сознанието дека имам карцином, се до денес, тоа беше единствен пат јас да заплачам. Некоја храброст добив, можам да кажам во тој момент и некој инает, дека ниедна болест не може да ми попречи во... Значи, вака, ја слушавте диагнозата, ги почувствувате оние чувства кои што не самата не можете да ги дефинирате, како продолживте понатаму? Што после заклучокот дека не е она кое што претходно лекарите го констатирале, туку станува збор за карциномот? Да, брзо реагирав. Значи, ми кажа што понатаму, докторите ми објаснија, значи, што треба да се преземе понатаму. Значи, мораше да се оди во Скопје на операција на травматологија и првиот контакт, за да го остварам првиот контакт со хирургот во Скопје, ми помогна многу доктор Јане Арников, на кој многу сум му благодарна до ден денес. Го остварив тој контакт, меѓутоа беше многу тешко да се закаже брза операција. Тој период, тоа е пред 8 години, тој период се чекаше по 3-4 месеци за операција. Тогаш дознав и за Сдруженијето Борка, тогаш го остварив и мојот прв контакт со Сдруженијето Борка. И те исто така многу ми помогнаа за таа моја операција да што побрзо да се случи. Ме оперира, ми направија мастектомија на дојката, ми ја отстранија, значи, цела дојка. Бев храбра на операција, можам да кажам, бидејќи ја видов ситуацијата на тоа оделение. Тоа оделение, можам да кажам слободно дека личи на автобуска станица. Значи, тоа се оперират по 4-5 жени секојдневно. Тогаш се оперира. Пред 8 години, сега може и повеќе. Имаше многу разни случаеви, имаше случаеви со рецидив, имаше случаеви со повторно со метастази, што беа многу потешки од мене. Самата операција ја поднесов многу добро. Станав уште вториот ден. Ме пуштија и дома ситуацијата беа исплашени моите домашни, можам да кажам многу повеќе од мене. Имаше ситуации кога јас морав да ги тешам нив. Така, токму тоа сакав да ве прашам. Да. Што е со она емоција после излевањето од болница? Значи, не бев исплашена, јас лично не бев исплашена, јас важам и за релативно храбра жена. Ви кажав, имаш ситуации, јас морав да ги тешам моите дома, мојата фамилија, јас имам голема фамилија, имам браќа, имам сестри, имам мајка се уште жива. Тие беа многу поисплашени од мене. Може и јас на почетокот, затоа што никој пат пред тоа не бев се сретнала со таква болест. Верував дека ракот завршува со смрт, значи, крајниот резултат од болеста рак е смрт, што излезе дека не е така, нели? Ги немав тие сознанија, не бев упатена во целата болест, меѓутоа потоа, значи, постепено се информирав, видов дека ракот, ако се открие во раната фаза,
90% е излечив. Дали на момент почувствувавте несигурност? Да, несигурност почувствува само во периодот од после операцијата во Скопје до добивање на резултатите, затоа што тие беа најмеродавни, значи се испитуваше од градата, одстранетиот дел од градата, колку е зафатено, дали тие клетки, клетките од карциногените клетки се поминати во лимфите. Сето тоа, сите тие прашања ми поминуваа во главата, тука има исто така страв, можам да кажам. Со исчекување тој период го чекаш најлошото, а се надеваш на најдоброто. И тука чекав, кажи речи, скоро 1 месец. Тоа морам да напоменам дека ни е многу болна точка во нашето здравство, затоа што сите пациенти ги чекат многу долго овие резултати, значи се губи време во чекање на резултатите за да отпочне лекувањето. Така, и кога дојдоа резултатите, таму на травматологија ми ги кажа, мојата среќа немаше крај, значи докторот беше насмен кога ме пречека, ми кажа одма дека се резултатите подобри не можат да бидат, затоа што лимфите беа чисти, ракот беше прв степен и исто така ракот беше хормонски. Тоа значеше дека не морам да минувам низ хемотерапија и низ зрачење, туку дека ќе се лекувам само со хормонски таблети. Тие тамоксифен ми препиша, значи моето лечење од травматологија помина на онкологија. Таму имам лекарка моја, онколог, што ме контролира до ден денес. Значи ми ги препиша тие лекови, тамоксифен, ги пиев 5 години. Сега по новото има ново сознание дека со тамоксифен се продолжува и до 10 години да се пие. Сега се чувствам добро. Значи ракот, сознанието дека боледувам од рак, ми го смени начинот на живот. Ми го направи, можем да кажам, поквалитетен. Значи, живеам 24 часа дневно. Времето го посветувам на моите внуци, ги имам 4. Го посветувам на моите жени. Јас сум координатор на Сдруженијето Борка за Струмица. Имаме многу жени тука што сме заедно, што се ги споделуваме нашите проблеми, се дружиме, се смееме и така си помагаме на било кој начин. Така, кажавте дека веднаш по диагностицирањето веќе сте посетиле Издруженијето Борка во Скопје, еве сега сте и координатор овдека на територија на општина Струмица. Колку жени во моментов членуваат во Борка во Струмица? Значи немаме одреден број на жени, жени стално ни се приклучуваат, имаме многу и поддржувачи. Имаме жени, во нашето здружение има жени што се оперирани пред 20 години, пред 25 години, пред 8, пред 7, имаме жени што се оперирани пред 1 година. Значи ние им помагаме тука со давање на перики на сите тие жени што не може да си дозволат да си купат перики. Им помагаме со совети, ако можем им помагаме со врски за да можат побрзо да стигнат до лекар, побрзо да се информираат за лекови, дали ги има, дали ги нема на онкологија што треба да ги примат или да си ги подигнат од таму. Така. И пред да преминеме на оној техничкиот дел што се однесува на Борка, би ве запрашала какво е чувството да се живее без града? За мене, бидејќи имам сега 60 години, веќе полнам, не ми недостасува искрено да ви кажам, меѓутоа за младите, значи морам да го споделам и тој податок дека се повеќе има многу млади девојки кои заболуваат од карцином на дојка, значи таа старосна граница се повеќе се намалува, имаме девојки од 18 години, имам од 25, и мислам дека кај нив е поголем проблемот, меѓутоа
Сега се оди на тоа, значи после мастектомија или делумно отстранување на градата, да се вгради имплантант, значи тоа да биде и на терет на фондот на здравство, за тоа што исто како косата, како градата е еден дел од жената што ја прави посамоуверена и посигурна во себе. Така, се надевам дека властите ќе имаат слухи за ова, верувам дека и Борка покренува некаква иницијатива. Да, значи морам и тој податок да ви го кажам, значи Борка заедно со други здруженија формира асоциација на пациенти и заедно подготвя стратегија, национална стратегија за борба против секој вид на рак. Во таа стратегија има вметнато многу барања и многу барања во однос на потребите на сите нас што сме заболени од рак. Значи, како пристап до новите лекови, што ги има во Европската заедница, што ги има во светот, а ги нема кај нас, значи да бидат ставени на позитивната листа на фондот, значи секој да има еднаков пристап кон тие лекарства, значи да има еднакво право на лекување, за подобрување на животот на сите оперирани и заболени од рак, за поквалитетен живот, да се изготви, да се почне со регистар, да се изготви регистар на сите заболени. Значи, ние немаме регистар, ние не знаеме точна бројка, колку луѓе годишно заболуваат. Имаме произволно некоја цифра од 1200 жени, зборувам сега за заболени од рак на дојка на годишно ниво, а Македонија по смртност е трета земја во Европа. Значи, се оди на тоа и да може да се намали тој процент на смртност. Исто така, значи, се презема информирање и едукација на граѓаните за подигање на свеста. Значи, да може да се информираат граѓаните дека ракот е како и сите други болести и дека шансата за целосно оздравување е поголема доколку тој се открие на време. И со тоа нели шансите за да бидеш и здрав и да продолжиш и на крај крајева и да бидеш болен да си водиш еден нормален живот, да учествува во сите сегменти на животот. Така, што се однесува до настанувањето на карциномот, научниците во светот велат дека се уште не ја знаат точната причина. Голем дел од процентот на заболени преминува кон генетската предиспозиција, доколку некој во претходните поколенија има карцином било каков, нели? Значи дека предиспозициите се многу поголеми. Кажете ми лично за вас, имавте ли таква предиспозиција? Не, значи никој во мојата фамилија потесна и поширока немаше заболено од рак. Но сепак тоа ми беше целта дека вие само свесни за карциномот и само прегледите кои што се многу важни. Значи, ние имавме како здружение и предавања тука во Струмица, во сите средни училишта, запознавање на младите како да си го вршат тој самопреглед на дојките, на младите девојки зборувам. Тоа е многу лесен начин, се состои од 3-4 чекори, се прави еднаш месечно после 5 дена, од 5 до 7 дена од менструалниот циклус. Значи, се прави во купатило, со трите прсти, значи се поминува низ градата и секој визуелно предогледало, значи да се детерминира секоја промена на градата, запознавање пред се на своите гради. Со тоа запознавање и многу лесно ќе се воочат некои промени ако ги имаш, нели, визуални и потоа со пипкање, со допир, ќе се осети дали има некоја грудка во градите и брза реакција после тоа ако се осети негова промена. Значи, сето тоа Борка го фаќа во својата програма. Тоа ми помогна и на мене, значи да го открием многу рано, да ја открием многу рано таа грудка. Значи, од сето тоа што сум го читала, што го среќаваме на нашите предавања,
може да се заклучи дека многу причини влијаат за добивање на карцином на дојка, сега зборувам. Значи, исхрана, зголемена телесна тежина, неактивност физичка, предиспозиција, значи сите да даваме акцент на тоа сите што имале во фамилијата појава на рак на дојка, сите женски да редовно да си прават контроли, да си прават контроли. Во почетокот на разговорот спомнавте дека сте многу храбра жена. Сигурно оние кои што доволно ме познаваат можат и да го потврдат тоа. Кажете ми колку емоционалната стабилност може да влие во понатамошниот тек на лекувањето. Кога имаме малку полабилни личности, сметате ли дека може да го забават процесот на успешно лекување? Да, јас сум и уверена во тоа. Самиот успех на лечење многу зависи од околината во која живееш, од местото каде живееш, од околината, со кои личности живееш. Значи има заболени што немаат добра семејна положба, значи имаат стресови секојдневни и верувам дека тука лечењето ќе оди побавно. Јас единствено нешто што ме водеше во моето излекување е љубовта. Љубовта кон родителите, кон сопруг, кон деца, кон внуци, љубовта кон другите и на крај љубовта кон самиот себе. Јас сакам да живеам, јас го сакам животот, му се радувам. Јас морам сега да се пофалам, на 60 години се запишав на курс по англиски јазик. Многу луѓе ќе се прешуваат што ќе ти е англискиот на 60 години, нели, уште малку и пензија. Не работам, на работа не ми треба. Меѓутоа, така се осеќам жива. Така ми е добро. Тој еден сат што го поминувам таму е само за мене. Така си го вежбам мозокот на крај крајва, нели? Учам, значи не престанувам да учам нови работи, не престанувам да му се радувам на животот и така. Така, го спомнувате постојано вашето семејство, вашата најголема подкрепа? Секако сопругот, моите деца, моите внуци, ги имам 4, јас живеам за нив. Те се мојата најголема радост, многу труд вложувам во нив, ги гледам, ги чувам, меѓутоа многу сум им и благодарна за тоа што поминувајќи време со нив, јас немам време да мислам на дали нешто ме боли. Искрено ме боли нешто само кога станувам едно половина сат од кога ќе станам, нели, додека да се размрдам. После во текот на денот не помислувам дека нешто ми е или дека нешто ме боли. Значи не обрнувам внимание на мене и така си го поставив животот. Значи да гледам да им помогнам на другите. Значи се дружам со позитивни луѓе. Околу мене има многу позитивни луѓе, имам во мојот дом позитивни луѓе. Се трудам да им внесам и на сите тие што им треба и подршка, да им влеам надеж дека ќе биде се врезе, дека се поминало, дека денес нешто ако е лошо, утре нема да биде така. Така. Зборувавме и за Борка. Тука некаде сакам да ве прашам и бидејќи и самата вие го спомнавте, оној хаос кој што во моментов не се случува во здравството, што мислите каде лежи најголемиот проблем? Понекогаш луѓето кои што генерално се борат со карциномот, имаме и недостатоци на цитостатици, на лекови, се соочуваат со големи проблеми што се однесува во делот на лекувањето, здравственото лекување. Што мислите каде лежи проблемот? Јас сметам дека Министерот за здравство, Фондот за здравство мора да имат постојана врска со сите здруженја што се занимаваат со
овој вид на болести. Така. Значи, што се однесуваат за здравство. Значи, тие мора да ги слушат потребите на пациентите, затоа што тие се тука за нас. Не смеат да дозволат да има недостаток на лек. Значи, треба да сватат дека здравиот народ, ракот не е само болест на индивидуата, на личноста. Ракот е болест и на фамилијата. Ракот е болест и на општеството. Значи, тој пациент болен од рак го чини општеството, ја чини економијата во општеството. Значи, колку по-здрав народ, толку ќе биде подобра економијата. Значи, мојат да сватат дека треба да соработват со овие здруженја, треба да ги слушат нивните реални проблеми и да се трудат, значи, сите тие проблеми и сите тие недостатоци да ги остваруваат. Така. Господи Кети, еден апел до сите жени кои што не гледаат, кои што минуваат во тој процес на борбата со карциномот на дојката. Што вие, еве како лично искуство, би им порачале и еден апел до нив? Јас би ги советувала да... Јас сваќам дека тие минуваат од кога ќе дознаат диагнозата, тие минуваат во тежок период. Значи, има различни жени што се повеќе плашливи, жени што имаат послаб карактер, повеќе се паничари, меѓутоа да сватат дека и ракот е болест како и сите други болести. И тој се лекува. Ова не е лошото, значи јас сите овие години имав во моја близина жени што поминуваат низ хемотерапија. Тој период е најтежок. Значи, во тој период на жената и опаѓа косата. Тој период жената повреќе и се гади, има болки. Најтешкиот период од оваа болест е хемотерапијата. Меѓутоа и тоа поминува. И тоа поминува, значи, сите тие жени сега што се со мене, и косата им пораснува, и престануваат да имат болки, се земат нормално терапијата и тие продолжуваат да живеат нормално, продолжуваат да си го живеат животот квалитетно, значи продолжуваат да одат на работа. Многу е важно и тоа, значи ние работиме и на ресоциализација на жените после операција. Значи тие работодавците мора да сватат дека таа жена во почетокот од која ќе тргне на работа после операција, не може да одговори на своите работни задачи како што е било и пред операцијата. Значи да имат малку обзир со тоа, се тоа поминува. Значи многу работи делуваат на тоа, значи да се дружат сите тие што се оперирани, што минуваат низ ова, да најдат нешто што ќе ги движи напред, да најдат сила и волја за нешто што ќе треба да живеат. Така. За било што да е тоа. Значи цел да се постават пред себе, да не се откажуваат, да не дигаат рака, затоа што за мене најголем успех има само оздравувањето. Значи најголем успех во излекувањето има ако ти имаш желба. Ако ти сакаш. Значи, мора да размислуваш позитивно, мора да размислуваш дека се ќе биде вред. Така. Се ќе помине. Така. Јас ви благодарам што еве споделивте вашата болест, искуството со карциномот на дојката со мене, па дури и со гледачите, кои што се надевам дека и ги слушна и ќе извлечат заклучок од вашите апели и препораки како понатаму да се водат од самата помисла дека ќе го поминуваат оној тежок и трнлив пат. Се надевам дека ќе се видиме повторно со некакви активности во најмала рака на Борка. Ви благодарам и јас вам, со едно подсетување дека 4 февруари е светски ден за борба против сите видови на рак. Паролата јас можам, ние можеме, значи можам сама, меѓутоа можеме и ние. И би сакала на крајот да напратам еден апел на сите жени што се оперирани од рак на дојка,
да не го кријат тоа. Значи, јас познавам многу жени што се опериране од рак, еве во Струмица, меѓутоа не сакат да се знаат за тоа. Кријат. Го почитувам нивното мислење, го почитувам тоа што не сакат да се знаат, меѓутоа ги замолувам да размислат и да сватат дека нивното споделување со тоа што тие го поминале, можат да помогнат на некоја жена што сега го минува тоа или што ќе го помине. Така. Така. Јас ти благодарам за искреноста. Се надевам дека ќе се видиме на некој од активностите на Борка во пресретни или на денот, светскиот ден. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Се гледаме во наредната ТВ ординација.